Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност, особено кумановци. Добре е што конечно двајца поранешни премиери од Куманово, Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски, им текнало дека постои Куманово. Тоа е добро и тоа е за поздравување. Затоа што владите во кои што тие беа министри и премиери изминативе 7 години за гасификација на општина Куманово доделија 0 денари. 7 години влади во кои што Димитар Ковачевски беше премиер, Оливер Спасовски беше премиер, беше министер за внатрешни работи, Ковачевски беше заменик министер за финансии, Фатмир Битичи беше вице-премиер за економски работи. За 7 години 0 денари за гасификација на општина Куманово. Но сепак јас го поздравувам овој потек, меѓутоа морам да им образложам и да им појаснам некои факти, затоа што овдека се изнесоа некои невистини од страна на образлагачот Оливер Спасовски. За да ги демантираме тие невистини, најпрво јас ќе го замолам да го повлече овој амандман, затоа што не 50, 60 милиони денари обезбеди оваа влада за гасификација на Куманово, и тоа за 3 проекти кои што се аплицирани и одобрени од страна на министерствата, еден во првиот повик на владата за средства за Куманово и 2 во вториот. Конкретно, специфично за гасификација, и тоа на потек на индустријски зони во Речица, во потек на така што ние викаме индустријска зона во Добрашане и генерално на сегменти од градот кои што се битни за граѓаните и пред се за бизнис заедницата. 2006 година до 2022 година, кога предпријатието за гасификација Куманово газ го менаџирало СДСМ, имало до 22 100 приклучоци од физички лица. Од 22 до 25 година, значи за само 3 години, кадар на ВМРО ДПМН 100 приклучоци. Значи, она што СДС го направило за 18 години, ВМРО го прави за... СДСМ, само мала корекција, извинете. СДСМ, извинете. Ви благодарам. Она што ВМРО ДПМН го направило за 3 години, на СДСМ му требало 18 години. Или се спомнаа приклучоци на стопански субјекти. За 18 години, од 2006 до 2022 година, кога предпријатието го менаџирало кадар на СДСМ, почитувана председателке, се направени 26 приклучоци на институции, додека за 3 години кадар на ВМРО ДПМН 11 приклучоци и во оптек сега во моментот се прават проекти да се приклучи полициската станица, она која што Оливер Спасовски го блокираше и не сакаше да го направи, ќе се приклучи основниот суд, Центарот за социјални работи, Бирото за вработување, Основното училиште Толиј Зордомис, Музичкото училиште и зградите на Основните училиште Крсте и Браќа Миладиновци кај Соколана. Овие се при крај и со тоа ќе се повторно дуплира она кое што го направило СДСМ за 18 години, за само 3 години од страна на ВМРО ДПМН. Или во делот на должината на гасификацијата, кој што се спомнав дека невистините дека немало помрнување. Замислете, од 2006 до 2022 за 18 години СДСМ направило 20 километарски секундарна гасификацијска мрежа, додека ВМРО ДПМН со кадар на ВМРО ДПМН во Кумановското предпријатие Куманово газ од 2022 до 2025 за само 3 години изградило 12 километри, со тоа што со ова теком на 25 и оние средства кои се доделени од владата се планира уште 9 километри да се заврши во тековната година, што значи дека за 3 години повторно ќе го направиме она кое што СДСМ го правило 18 години. 6-кратно е разликата помеѓу она што значи владење на ВМРО ДПМН и она што значи владење на СДСМ. И да повторам, кога сме кај парите, владите на СДСМ 0 денари за гасификација на Куманово, двајца премиери од Куманово, влада на ВМРО ДПМН 60 милиона денара за гасификација на Куманово само во 2025 година. Тоа е разликата, почитувани колеги, и уште еднаш ќе го замолам подносителот да го повлече овој амандман, затоа што е под цените кои што
сумите кои што владата ги обезбедува за општина Куманово. Благодарам.